Студена и дождлива декемвриска ноќ. Одлуката каде да се помине викендот падна за Босна. Патувањето започна со дожд за да на планината Романија не пречека снежна покривка. Романија во буквална смисла на зборот значи земја на римјаните, таа е позната и како Ајдучка гора. На југ граничи со планината Јахорина, што значи планина на јавори. Сепак патот исчистен, на патувањето убаво. Возачите и водичот безпрекорни. Одлуката за патувањето падна случајно и одлучив на ова патување да тргнам сам. Да, добро слушнавте, сам, но со полн автобус позитивни и весели луѓе. На моменти се чувствував како да сме сите едно големо семејство. Како сите да ми се толку блиски и познати. А сепак бевме од различни градови, различни возрасти и различни вери и националности. Но сите со иста цел да ја посетиме Босна, да го почувствуваме нејзиниот дух и да си поминеме колку може поубаво и да понесеме назад спомени кои долго ќе ги паметиме. Ова го пишувам по враќањето од кое ме дели само една непреспиена ноќ. Емоциите се уште свежи, можеби поради тоа и желбата повторно да се тргне на ново патување со истата екипа. Првата наша посета или сместувањето беше во градот Сараево. Застанавме кај општинската зграда или како што тие нарекуваат Вјечница, дизајнирана во 1891 од чешкиот архитект Карл Парик, свечено отворена на 20 април 1896. После Втората светска војна е ставена на располагање на Народната библиотека се до агресијата врз Босна. Во ноќта помеѓу 25 и 26 август 1992 година погодена е со артилериски проектил. Пожарот ја уништува заедно со голем фонд на книги, од кои околу 2 милиона книги били изгорени. Градскиот совет започнува од 1996 и трае до 2014. Реконструирана и свечено отворена на 9 мај 2014, а инаку 9 мај е ден на Европа, ден на победата над фашизмот. Денеска, освен за седници на Советот, се користи за разни манифестации на државно, но и градско ниво, изложби и останати културни програми. Нашата посета продолжи кон стариот град. Не пречека улици со имиња на стари занаети и дуќани кои што изобилуваа со многу рачно изработени предмети. Ја посетивме и Бегова џамија или Гази Хусрев Бек џамија, изградена во 1530 година, задолжбина на Гази Хусрев Бек, кој бил владетел на Босанскиот Санџак, архитект Аџем Есир Али, кој ја изградил и џамијата Јавус Селим во Истанбул. Џамијата е со квадратен облик, купето е високо 26 метри, а минарето 47. Покрај неа има шадраван или јавна чешма која се гради во дворот на џами или медреси, а медреса всушност е арапски збор за училишта, во близина на теке, исламски објект кај кој што се вршат верски обреди од страна на дервиши, а нови јавни купатила. Чешмата служи за миење пред молитва или земање на абдест. Денешниот облик датира од 1893-та. 1531 година на тоа место стоел бунар. Има и два турбета или мавзолеи на познати и богати луѓе. Всушност тоа е мавзолеј и тука е закопан во едниот Гази Хусрев Бек и во другиот неговиот заточеник и подоцна првиот управител на Гази Хусрев Бек Вакуфот. Веднаш до џамијата е и Саат кулата. Тука се наоѓа и медресата, но во Башчарче е позната и чешмата која што тие нарекуваат и Себилј.
Понатаму шетавме низ Башчаршија, стигнавме и до местото на атентатот на Франц Фердинанд од страна на Гаврило Принцип. Австро-унгарскиот престолонаследник Франц Фердинанд и неговата сопруга војводката Софија Чотек се убиени 28 јуни 1924 година во Сараево. Со ова убиство Австро-Унгарија наоѓа повод за објавување на војна на Србија и започнува Првата светска војна. А нашиот пат понатаму не однесе во една од бурекџилниците. Тука е познат бурекот подвршник. Имавме можност да го пробаме, но да видиме и како се пече. Остатокот од денот го поминавме во разгледување на Башчаршија, на Сараево, испивме босанско кафе. Се разбира, имавме желба да ги пробаме кебапчињата, меѓутоа ги оставивме за нареден ден. Се надевам дека оваа видео ви се допадна. Доколку е така, ставете лайк на нашето видео и следете на нашиот YouTube канал Level Center. Нашето патување во Босна, или како што ја нарекуваат и босанска тура, го продолживме со посета на местото каде што се одвивала битката на Неретва. Битката на Неретва уште е позната така и народот и како битката за ранетите или во литературата како четврта непријателска офанзива која траела од февруари до март 1943 година. Партизаните им нанесуваат тешки загуби на италијанците. Партизаните биле околу 12.000 на број, додека четниците биле околу 15.000 со италијански и германски сили. Во тој период се водени и битки за Прозор, Коњиц, Јабланица, Горни Ваков и други места во Босна. Откако на почетокот претрпува големи загуби, италијанската војска ги повикува и четниците заедно со германските сили. По оваа случка е направен и снимен филм во 1969 година од страна на режисерот Велјко Булајќ. Снимен е во меѓународна копродукција со Италија и Германија. Во тоа време филмот се смета за најскапиот филм снимен на просторите на Југославија. Се смета дека чинел $12 милиони. Главните улоги ги играат Коле Ангеловски, Столян Агњеловиќ, Фарук Беголи, Сергеј Бондарчук, Јул Бринер и Франко Неро. Убаво интересно искуство да се биде на местото на кое некогаш партизаните војувале и успеале да извојуваат победа и да ги спасат ранетите. Нашето патување продолжува и понатаму низ Босна. Следете ги нашите видеа, ставете лайк на ова видео доколку ви се допадна и subscribe на нашиот канал.
Секој патување е интересно само по себе. Секое ново место, ново доживување. Патот низ Бусна не води кон Врело Буна, извор на реката Буна, која се наоѓа во местото Благај и е само на 12 километри од Мустар. Врело е јак извор. Реката извира под карпите, кои се на неколку стотина метри над реката Буна. Капацитетот на изворот е 43 кубни метри во секунда или 4300 литри. Изворот е еден од најјаките во Европа и е заштитен резерват. Тука веднаш до изворот се наоѓа и текето. Над него изворот се наоѓа пештера во која се пронајдени човечки остатоци стари 8000 години. Иако времето беше дождливо и студено, сепак ова беше некое ново искуство за сите нас. Дождливо и магловито утро, но Мостар е Мостар. Ниту дождот не можеше да не спречи да го посетиме и да го разгледаме градот, стариот мост и уживаме во босанските кулинарски специјалитети. Мостар е најважниот град во регионот на Херцеговина. Тој е културна престолнина и е пети по големина град во земјата. Тука поминува реката Неретва, а името градот го добива по чуварите на мостот кои се нарекувале мостари, а во средниот век го чувале стариот мост. Успеавме со локалниот водич да го разгледаме и слушнеме за дел од знаменитостите и историјата на градот. Ви пренесуваме дел од нашата брушетка. Стариот мост е изграден од османлиите во 16-тиот век и е еден од најпрепознатливите белези на Босна и Херцеговина, еден од најпознатите примери на исламската архитектура на Балканот. Долг е 30 метри, а се наоѓа на висина од 20 метри над реката Неретва. 9 ноември 1993 година бил срушен од хрватската војска, а 2004 повторно обновен и е ставен под заштита на УНЕСКО. Тунели Равне. Интересна можност на патувањето низ Бусна да се посети и градот Високо, кој се наоѓа во средишниот дел на Босна. Во негова близина се наоѓаат и не многу одамна откриените босански пирамиди и подземниот лавиринт со повеќе од 2 километри тунели, премини и галерии.
Босанските пирамиди се откриени од доктор Семир Османагиќ во 2005 година. Се смета дека лавиринтите се стари повеќе од 12.000 години, но пред околу 5.000 години биле затрупани од непознати причини. Една од пирамидите до која води тунел од околу 2,9 км е позната како пирамида на Сонцето и тргнавме низ тунелите равне за да ја откриеме лековитата моќ. Докажано е дека големото количество на негативни иони кои го чистат воздухот од бактерии и вируси е за неколку десетици пати повисоко од вообичаеното ниво и го чисти нашето тело. А постојат и соби за лечење кои на нашата тура не успеавме да ги посетиме. Сите оние кои сакаат може да си дојдат посебно и да си поминат време во собите. Температурата внатре во тунелите е 12 степени Целзиусови. Декември. Студено и дожливо време. Наместа по патот налетавме на снежна покривка. Патот води кон Вишеград и Андриград. Градот се наоѓа на реката Дрина. Таа настанува со спојување на Тара и Пива. Првите траги во овој крај за постоењето на човечки живеалишта датираат уште од пред 1500 години пред нова ера. Тука е познат мостот на Мехмед Паша Соколовиќ, изграден од 1571 до 1577 година. Мостот има 11 сводови долги 250 метри, а широк 10 метри, освен на средината каде е проширен со две тераси, а тој дел се нарекува Капија. Мостот на Дрина заедно со стариот мост во Мостар се наоѓа на листата на заштитени споменици на УНЕСКО. Романот на Иво Андрич "Мостот на Дрина", кој е преведен на многу светски јазици и за кој авторот добива Нобелова награда, е базиран токму на историјата на овој мост. Во 1987 година е изграден и нов мост за да се растерети стариот. Веднаш по пристигнувањето имавме можност да уживаме во возење со брод низ реката Дрина. И додека се возевме, уживавме низ глава минуваа слики од легендите поврзани за овој мост. За убавата фата која не сакајќи да се омажи по желба на својот татко, се фрлила од мостот, како и легендата за градењето на мостот и созидувањето на близнаците Стоја и Остоја, кои биле созидани од мајсторот Раде Неимар, но сепак тој оставил две дупки за да може мајката да ги дои.
И повторно на копно, посета на Андријград се наоѓа во средиштето на Вишеград и е еден вид на етно село, вистинска туристичка атракција, спојна историја, традиција и уметност. Идеен творец на Андријград е режисерот Емир Костурица. Инаку градот е изграден од камен и го нарекуваат и Камен град. Идејата за изградба на овој град е од 2009 година и било замислено да биде верзија на Дрвен град во Мокра гора. Дрвен град од Вишеград е оддалечен околу 20 километри. За посетители е отворен 5 јули 2012 година. Изграден од камен и има околу 50 објекти. Налетавме на објекти од период на османлиите. Оддалеку, додека се возевме низ реката Дрина, ги забележавме и трите кули символи на различни периоди. Во градот има театар, кино, градска управа, академија на убави уметности, хотели, дуќани, Стар Ан, а тука се наоѓа и спомен куќата на Иво Андрич. Тука се наоѓа споменикот на Иво Андрич. И на крај патот не однесе до црквата посветена на Свети цар Лазар и косовските маченици. Таа било осветена на Видовден 28 јуни 2014 година. Тука се наоѓа споменикот на Njegош, а плоштадот исто така го носи неговото име. Се надевам дека уживавте во овие видеа кои што ги направивме од нашата посета на Босна. Доколку не направивте subscribe на нашиот канал, направете го тоа и ставете лайк на ова видео и коментар доколку ви се допаѓа. Ние продолжуваме и понатаму со подготовка на нови видеа.